во секој циклус на технолошка промена има импакт врз пазарот на трудот. Ја представував Македонија на Олимпијадата по физика. Случајно представникот на Србија сподели со мене дека ќе иде на Харвард од септември. Ме изненади затоа што мислев дека трезва не знам кој знае колку пари да има за да може да оди. Ми рече не, вика, само треба да те примат. И рекол, само да те примат, па тоа не е проблем. Што мислиш ти, што би го натерало еден човек како тебе да се врати тука? Системски проблемот на корупција нас не кочи. Што решавате, што Pfizer решава со AI? Здраво, Горан, што го врти светот? Здраво. Па, вака како физичар ќе кажам дека светот се врти поради законот за запазување на ангуларниот моментум, кој што е од создавањето на планетата. Како економист ќе кажам дека моќта го врти светот. Ти си физичар и економист со образование на Харвард, Стенфорд? Харвард, Колумбија. Харвард, Колумбија, јас се извинувам. Добро, значи ова беше сигурен одговор за сега. Затоа што физичарите многу често си се премислуваат со некои работи. Сега ќе ти поставам неколку прашања кои што се кратки. Дај ми одговор со ова или ова. Или двете, ама гледај да одбереш. Добро. Netflix или кино? Па и Netflix и кино, Netflix како сама стриминг платформа по себе можеби не, зашто не ми се свига многу изборот таму. Така да за филмовите што ми се допаѓаат најчесто одам во кино директно. Кој јазик за тебе е јазик на љубовта, португалски или шпански? Португалски дефинитивно. Добра. Што ги зборам и двата. Затоа и те прашам. Кеш или картичка? Картичка. Тоа е кога никој работи со AI и економист картичка. Дебата или твит? Дебата секогаш. Да, тоа после ќе го зборуваме и како помлад ти си се обидел да се вклучиш во дебатата во Македонија, ама тоа нели може допрва ќе ти се оствари тој сон. Учествував порано, јас и во дебати ја представував Македонија на дебатна Олимпијада на светско, како дел од Младински образовен форум на времето. Да, тоа така е да баш ми лежи, да. Да, баш ти лежи. Чудно е ова физичар и дебата. Ама добро, ќе дознаеме повеќе наскоро. Што точно работиш сега? Мислам, јас прочитав, ама не значи дека ми е јасно. Сега работам за Pfizer, фармацевската компанија, водам тим за AI solution design, дизајн на решенија за разни бизнес проблеми со вештачка интелигенција. Што решавате, што Pfizer решава со AI? Од она што смееш да ни го кажеш? Да, па има најголема примена. Има примена во истражување за откривање на нови молекули, за симулирање на нивниот ефект, во in silico, значи компјутерски пред да се направи скапо клиничко истражување. Има примена во дистрибутивната мрежа, оптимизација на тој дистрибутивен систем, во комерцијалните операции за нели во Америка системот е битно е, треба да се рекламираш лекови, да допреш до сите доктори, така да има модели тука кои што ги оптимизираат сите тие стратегии. И едноставно автоматизација на процесите кои што една фармацевска компанија, како и многу други компании, како што може да се каже генерирање на документи со примена на AI, автоматизација на работните процеси, и тоа е отприлика. Ова не е малку, прво особено за голема компанија како Pfizer, меѓутоа колку е века и лековите го забрзува процесот на одредени работи да ги направи компјутер пред да влезат луѓето во игра или барем заедно побргу да се направат работите. Ке може ли побргу да се наоѓаат лекови утре за некоја одредена болест, според она што до сега си го видел како функционира на терен? Да, апсолутно. Значи, постојат deep learning модели, значи модели со Длабинско учење. Како се длабинско учење, да, македонски, со ова најнапредната AI технологија кои што се користат за откривање на нови молекули, на пример на Google AlphaFold системот, има други системи кои што се на база не нужно на
откривање за структурата на протеини, меѓутоа и за други помали молекули или биологици. Има исто се забрзува и самиот процес со користење на податоци од како да речам медицински податоци од тие што постојат, како луѓето ги користат лековите и какви и нивните посети на доктор и какви резултати тоа давало, тоа сето може да се вкалкулира во еден модел за да ти даде, да ти предвиди, например, некој друг лек кој што е сличен со веќе постоечки лекови, колкав ефект би можел да има и дали би можел да биде ефикасен. Што сигурно па на докторите особено им помага. Сега Pfizer, малку ќе те тргнем од оно што сега го работиш, ама како економист со толкаво образование, дефинитивно ќе можеш да дадеш мислење на оваа тема. Pfizer ги знаеме од периодот на вакцинација, значи меѓу другите и нивните вакцини беа во ковид пандемијата беа дел од оние кои што ги примивме и во Македонија и во регионот и веројатно насекаде низ светот. Меѓутоа пандемијата како системи ние не најдобро немавме најдобар капацитет да ја поднесеме, особено тука. Што сметаш ти гледајќи од како и економисти, никој кој што верувам дека во економијата се знае за човечки капитал, здравството е многу важно за да имате здрави луѓе и повеќе луѓе. Како гледаш, што би можеле да направиме различно ако еве повторно ни се појави нешто слично, што се надеваме дека нема да се случи? Да, па добро, не сум ја баш најкомпетентен да зборам за јавно здравство, меѓутоа можам да кажам дека вложување во јавниот здравствен систем е секогаш битно да се создадат тие системи на реакција уште пред да се случи таква пандемија, протоколи како тоа се треба да се изреагира. Мислам дека кога беше пандемијата ни одевме од крајност до крајност. Имаше периоди кога буквално се забрануваше на луѓето да излегуваат на улица и периоди кога беше се уморија од тоа и беше после беше како распашена команда. Нормално. Така да. Сето тоа мислам дека беше повеќе базирано на не беше базирано на јавно здравствени политики, на експертски совети, него беше некоја импровизација. Не само кај нас, мислам дека тоа и на запад истите динамики беа. Така да мислам дека научија доволно здравствените експерти, меѓутоа не се слушаат секогаш. И нема доволно вложување за сите тие мерки за, не знам, вентилација конкретно за респираторни болести, што и дури сега кога вентилација само на пушење цигари не подсеќа, така што фала што подсети дека има и други примени битни. Ама да, премалку некако се вложува во таа превенција пред да дојде до проблемот или подготовка на системот за да не ни се случи тоа што ни се случуваше. Сега ти ќе се селиш или веќе си преселен во Франција од Америка? Да, живеев во Њујорк во последните 15 години, од пред еден месец живеам во Париз. Ова е заради јавното здравство, зашто викаат дека во Франција е најдобро или не? Други причини? Не, добро, причините се поврзани со внатрешна, значи Pfizer ме префали од нивната канцеларија во француската, има тука и имиграциони моменти, има и бизнес причини. Добро, и среќен си за овој трансфер, што едва чекаш да видиш како во Pfizer Франција има интересни сектори кои што ќе ги работиш или остануваш во истиот дел каде што си? Не, останувам потполно во истиот дел. Целиот мој тим е базиран во Грција, во Солун, зашто таму имаме представништво за AI експерти. Така да истата улога што ја работев и таму, ја работам и сега, пошто е многу меѓународен е начинот на функционирање. На самата компанија, на кои сите транснационални компании. Сега, уште пред ќе те вратам малку назад, ќе ми раскажеш и за тоа како почна да студираш на Харвард, затоа што во тој период немаше многу македонци кои што воопшто знаеа за можноста да се отиде таму да се студира, ама пред тоа да го направиме, вие како студенти си направивте едно здружение пред некои десетина години, кое што имаше желба да влијае во дебатата во Македонија
преку тие оделеани мозоци, да кажеме, надвор од државата. Како одеше тоа, како заврши тоа и зошто заврши, зошто не продолживте уште да го правите? Да, тоа беше иницијатива со ранешни пријатели мои што ги знаев тука уште од Скопје и што се поврзавме на таа база, зашто тогаш мислам дека имаше мотивација од нас да се вклучиме во политичките процеси и мислам дека уште бевме таза излезени сите, така да... Сега не постои таа мотивација? Па, постои, меѓутоа мислам дека малце и цинизмот е налегнат, не знам, после толку години, и не знам, ете некако замре тој со тек на време, мислам дека и политичките прилики се сменија кај нас. Така да, јас, например, пишувам се уште на LinkedIn пишувам, на Facebook, меѓутоа претежно за моја лична публика. За најблиските. Да, Добро, еве ова не е за најблиските. Денеска што ќе го зборуваме, односно нас ни се најблиски тие што не гледаат и што не следат, ама ќе пробаме да ги пренесеме овие работи. Интересно е дека после 10 години и можеби и повеќе, еве и Министерството сега има некоја иницијатива да направи регистар малку посистемски на сите оние студенти кои што живеат надвор од државата, студираат се стипендисти на државата и се одлеани мозоци, да ги стави во еден регистар за да би можела да го следи нивниот кариерен тек, да види каде се запишале, да види на кои позиции работат денеска, дали имаат работа, немаат работа, можеби се надеваме да им понуди некаква соработка со оглед на тоа што навистина имаме квалитетни луѓе на врвни универзитети. Ти си пример, имавме претходно исто еден млад соговорник кој што е исто на Харвард, твој следбеник, така што сосема друга насока. Како гледаш на овие напори и дали мислиш дека во Македонија ова може да се реализира? За сега има малку пријавени на регистарот, многу малку, но колку е потребно ете од двете страни да има некоја иницијативност и што би можела државата да направи за да ги активира овие луѓе? Затоа што во принцип често е тоа откажување не е поради самите млади луѓе, туку е поради немање на таков еден диалог. Да, па мислам дека е корисна иницијатива тоа во секој случај и самите ние што сме во странство покренуваме иницијативи да се поврзаме, постои мрежа, не знам, на професионалци што работат во AI во Америка, да има неколку средби, затоа што корисни се сите тие нетворкинг евенти, без разлика самите меѓу нас соработуваме, се запознаваме, се дружиме, меѓутоа исто има интерес кај одреден дел да се допринесе нешто за државата, дали во смисла на предавање, можеби некој бизнис сака да отвори, така да тоа мислам како прв чекор корисен и би имало желба да се поврземе на тој начин. Која ти е поврзаноста, еве, лично од физика кон економија? Како ти реши прво, како дозна за можноста да студираш на Харвард? Ќе кажеме, значи, тогаш на вистина немаше македонци кои што одат таму, сега ги има многу повеќе. Меѓутоа, како дозна и како одлучи од физика, сега ќе предам на економија. Не е вообичаено тоа да се случи. Да, тоа многу ме прашуваат, меѓутоа е многу послично отколку што мислат луѓето, затоа што иако е науката, да речам, на различен домен се базира, пристапот, целиот тој математички пристап на моделирање на феномените е многу сличен. Така да, можеби не е толку колку што изгледа за луѓе што не се од таа бранша промена. Сега, како одлучив да отидам, во тоа време имаше еден македонец на Харвард, од Јахја Кемал, турскиот коледж. Беше отиден, јас учев во Никола Карев државно училиште. Не ги немаше тогаш сите овие од нова, нели сега, што се подоцна што отидоа. Дознав за тоа дознав за можноста не од него лично, него на некој начин случајно, бидејќи ја представував Македонија на Олимпијадата по физика, кога завршив средно, и случајно представникот на Србија сподели со мене дека ќе иде на Харвард од септември. Јас ме изненади затоа што мислев дека треба не знам кој знае колку пари да има за да може да оди, ми рече не, вика, само треба да те примат. И
ќе ти доделат финансиска помош колку што ти е потребна. И рекол, само да те примат, па тоа не е проблем. Да. Не е дека има конкуренција. Да, и не знам, ете аплицирав со тие минимален контекст за колку припреми се потребни за многу американците, например, тие со месеци, со години се спремаат за тоа. И јас така отидов малце на без да знам во што ќе се состои, тоа има еден приемен испит, меѓутоа упали на некој начин и од таму, патот останам веќе во Америка. Колку може да е различно од спремање за Олимпијада во физика, ништо? Па многу е различно, затоа што Олимпијада физика се на некој начин тоа се поединечни проблеми кои што се многу тешки задачи, кои што бараат концентрација и напор, додека испитот за преминиот испит е сосема различен формат каде што се брзи прашања во краток временски период кои што треба да ги знаеш како да ги решиш на брз начин, рецимо во овие што се математички проблеми и исто од аспект на како да речам целокупен профил се гледа, не само во одредена област, него да биде заоблен кандидатот во сите аспекти, да има ваншколски активности, школскиот успех, сите тие интереси кои што се покажуваат, има есеи се пишуваат, така да целокупна апликација. Ние многу малку пишуваме тука есеи, јас тоа се изненадив колку се ценат надвор есеите, ние тука дури во Змај за конкурсот последен баравме есеи да ни пратат студенти. Значи дури ние не знаеме ни на факултет да напишеме есеи, додека например во странство тоа се учи во средно, значи како треба да биде структуриран, како треба да се повика на одредени извори и слично. Да. Многу ми е жално што ги немаме тие капацитети, па и затоа сигурно и ти било малку потешко, ама ете. Да, колку може да е тешко. Поените на за есеот што ги добивме беа најниски од сите. Меѓутоа, мислам дека тоа сега се менува и во странство под влијание на новите AI технологии, каде што сигналната вредност на еден есеј сега е многу намалена, бидејќи ChatGPT. Да, истото. Ти тоа би го направил секој. Мислам, студенти, ако малце некогаш дава, нема да ги коментираме неговите есеи, не се секогаш најдобри. Но се користи дефинитивно. Апсолутно, и ако паметно се користи, дури може и да биде непрепознатливо комплетно. Колку мислиш, во однос на тоа, ти си физичар, кажавме што светот го врти физички, ама во моментов како одат економиите? Кон некаква солидарност или кон на екстремизирање на две страни кои што не се баш во комуникација? Како ти цениш со оглед на тоа што си видел многу општества заради различноста на практично и на компанијата каде се постои, кажа Солун сега во Франција, претходно во Америка? Па ако зборуваме за нееднаквоста во економиите ни светот, тоа се движи во насока на зголемување на нееднаквоста. Насекаде под влијание многу и на новите технологии кои што имаат импакт на пазарот на трудот. Ако зборуваме цело тоа што се вика меѓудржавната нееднаквост меѓу државите, мислам дека имаме доста добар напредок на приближување на стандардите на живот, пред се како последица на развојот на земји како Кина, други земји во развој, овие што се БРИКС, меѓутоа и Африка се повеќе се приближува. Така да тоа е, мислам, позитивно од економски аспект, меѓутоа во самите земји нееднаквоста, раслојувањето се интензивира. И веројатно ако не се размисли околу тоа ќе продолжи да се интензивира. Ја сакам после малку да го дискутираме и тој дел околу како вештачката интелигенција би влијала на ова, затоа што гледаме дека сам кажа автоматизира многу процеси, значи тие многу процеси до вчера ги работеле многу луѓе кои што сега може да се завршат со помал број на вработени. Но пред тоа некако сакам да го заокружам овој дел со образованието во странство, затоа што има не си еден, имаме, нели сами кажавме, стипендисти кои што се надвор од државата, има некои иницијативи повторно,
тие да се враќаат преку одредени предности при вработување и во државата и особено на универзитетите каде што можат да донесат ноу-хау од тие меѓународни институции каде што учеле. Што мислиш ти, што би го натерало еден човек како тебе да се врати тука? Може би сега во моментов ништо зашто имаш таква работа, ама еве во некој период кога не си ги имал тие можности. Тешко ти прашањево, затоа што мислам дека има... Тука само тешки. Да. Има луѓе што отишле во странство што мислам дека можеби никогаш нема да се вратат, затоа што се таков менталитет едноставно. Има луѓе чиј менталитет е врзан рецимо со дома, со фамилија, круг, сваќања. Имам ја и другари така што се вратија од странство од изузетно добро платени позиции. Сега муабетот е како да се привлечат тие што се негде измеѓу на средина, да. И кои инсентивс може да им се дадат. Тоа се поттици. Мислам дека главниот проблем не е секогаш дека сме како се вика money driven, мотивирани од парите, поголемата заработувачка. Исто така мотивирани се многу луѓето и од смислата на работата и на допринесот кој што го имаат. Мислам дека тука имаме системски проблем да не ги поставуваме компетентните луѓе на правите позиции, каде што ги имаат најголемо влијание врз процесите и автоматски тоа повлекува многу други работи, каде што не функционира поради тоа финансиските надомести, сите мотивации за надоградба, за образование, за почнување бизнес повлекува, значи системски проблемот на корупција нас не кочи и мислам дека тоа е што најмногу ги демотивира младите. Прво ги мотивира да излезат и ги демотивира за да се вратат или да отпочнат бизнес тука. Да, тука се сложувам и особено ако не го ставите најдобриот или некој од најдобрите да води одредена институција, утре тој ќе се плаши од подобри од него, па нема да ги пушта да влезат младите кои што се квалитетни. Можеби системско решение да мора е добро, ама сепак колку тоа ќе го видиме во пракса, нели допрва останува да дискутираме. Кажи ми, дали според тебе, да кажеме, млада земја како нашата, затоа што вештачката интелигенција е главно базирана на податоци. Големите добри фирми си ги креираат одлуките, си ги носат врз база на податоци. Видовме анализата, видовме што треба да направиме и врз база на тоа ќе одлучиме вака или онака. И вештачката интелигенција тоа уште 10 пати го убрзува, па денеска е многу лесно за самата држава да добие некоја базична анализа, нешто што било екстремно скапо порано. Колку може една мала држава како Македонија да носи такви одлуки? Значи да не бидат тоа одлуки базирани на јас сакам, лидерот сака, не знам кој сака нешто да се случи, туку базирано на реалните потреби во државата. Ова ќе се развие, ова ќе даде резултат. Мислам, дури да знаеме што сакаме, патот е преку податоците. Може многу и сето тоа е полесно да се имплементира сега со новите технологии, затоа што сите тие студии, изработка на, не знам, софтвери за мониторинг, за испитување, истражување се многу олеснети. Меѓутоа треба знаење, треба визија, треба правите луѓе на право место да дојдат. Тоа не знам колку е случај кај нас, меѓутоа може и тоа се процеси кои што секоја една компанија, секоја една институција сега се обидуваат да ги интензивираат и имплементираат. И од тоа зависи, нели, целокупниот успех на земјата. Така ги имаш бројките, треба само да можам да земам Кина, еден принцип каде што има огромен економски напредок. Таму сите тие политики на истражување, метрики, мерења едноставно се следат од национално, на регионално ниво, на најниско административно ниво. Дури страшно се следат, дури екстремно се собираат податоци, ама тие се некогаш, нели, ние тука во Европа сме малку во тој дел ограничени, затоа што има и закони кои што ограничуваат што може да се следи како податок, ама сепак имаме многу податоци. Јас секогаш сум изненадана колку државата може да обезбеди податоци за себе, за да донесе правилна
одлука. Еден од најголемите стравови кои што постојат кај луѓето, особено еве и кај нас како земја од каде што се црпела онаа работна сила за, па и за меѓународни компании многу често, е стравот од останување без работа заради вештачката интелигенција. И при секој технолошки развој има такви бранови. Како може ова да го предвидиме и дали воопшто може да го предвидиме и како може еден човек да се подготви за таа иднина што доаѓа? Или што е тука? Да, како што спомна, тоа технолошкиот развој и промени се една константа која што забрзува, нели, од индустријска револуција па наваму и сето тоа си повлекува. Секој циклус на технолошка промена има импакт врз пазарот на трудот, каде што одредени вештини кои што до тогаш биле во побарување, in demand, веќе не се, поради тоа што технологијата сега може да ги автоматизира на некој начин. Сега, работата беше што до сега тој тип на вештини беа на некој начин low skill, од понизок степен на софистицираност. И така да луѓето што беа опфатени од брановите на автоматизација беа од пониските класови и имаше некој императив на тоа да ти дека сека треба да се образуваш, да ги развиваш твоите когнитивни вештини и способности, за да, нели, не бидеш мета на овие технолошки процеси. Сега со најновите LLM модели, кои што веќе можат и самите да когнитивни имаат одредени когнитивни вештини, сега да веќе и таа одлуки? Да, и да носат одлуки вклучително. Разбирање малце да речеме под quote unquote под наводници разбирање, меѓутоа да носат одлуки, да, врз база на контекст, одлуки кои што во голем дел се и поиздржливи од некој човек, нели? И така да сега за прв пат во историјата се луѓето што, нели, и високо образовани, што се когнитивни white collar работници што ги викаат, се изложени на тој притисок. И тоа исто така го става под знак прашање и целиот наш систем на образование, каде што сите, нели, предмети се во насока на таа когнитивно развивање, а не на некои други вештини. Да, немаме креативност толку многу на дел од факултетите. Сега можеби тоа не е така во Америка, ама кај нас дефинитивно е. А сега одеднаш луѓето кои што размислуваат креативно на некој начин може да се носат со вештачката интелигенција, додека оние кои што го немаат тоа размислување или чисто се научени да прават одредени операции, полесно ќе бидат заменети. Каде, например, во однос на науката и на високото образование, каде се кине таа врска помеѓу нив и реалниот сектор кога доаѓа вештачката интелигенција на сцена? Што треба да направат и самите универзитети за да го фатат овој пат и да кажеме да не ги донесат своите студенти во опасност? Како што реков, мислам дека образовниот систем целиот треба малку да се преиспита. Не само, на една страна се тие вештини на критичко размислување, на креативност, кои што, како се вика, стандардот, the bar is higher. Стандардот е повисок. Е повисок тоа што сега се бара за ти да можеш на некој начин да допринесеш тоа што вештачката интелигенција не го може. Ти мораш да имаш критички осврт кон продуктот што ти го дава тој модел, што е секако по вештини кои што многу потешко се стекнуваат и кои што ќе бидат кои што се помал број од популацијата ќе може да ги достигне. И се повеќе искуствени. Тука е највеќе на удар младиот човек кој што треба да стекнува искуство до прве. Така да мислам дека универзитетите сами по себе ќе мора да многу повеќе внимание да осврнат на тие критички вештини, меѓутоа истовремено и ќе мора да имаме други школи кои што ќе обрнат внимание на да речем занаети, меѓутоа професии кои што се, да речам, што имаат фат, каде што се бара
занает. Па данца, не Мислам, не она мора мануфактура, буквално меѓутоа занает, има и ама- технички, Да. едноставно технички школи за такви за занати што не се само да се работат нели на компјутер когнитивно, затоа што тоа сега мислам дека технологијата е достигната да може да се автоматизира во голем број. Додека Колку е тоа сега страшно, за сега особено ако си програмер, кој што до вчера си бил највисоко платена позиција, најдобро си заработувал од сите други и така натаму, и одеднаш ти си полесно заменлив од другите. Ако не станеш критички, ако не почнеш критички да размислуваш и да се образуваш дополнително. Како физичар, економист, што мислиш дека еве секогаш кога се случува некоја промена, тоа е и можност. Значи колку што е нели создава страв, меѓутоа е и можност. Одеднаш секогаш се дава примерот со пишувањето рачно на книги. Од кога почнале книгите да се куцаат, да, многу пишувачи останале во моментот без работа, но многу повеќе луѓе можеле да се купат книга зашто станала многу поевтина. Да. Исто така и сега многу повеќе компании може да си дозволат технологија која до вчера не можеле да си ја дозволат. Каде е Македонија во сето ова како економија? Каде ние можеме да развиеме некаква компетитивна предност за да би се надпреварувале на тој светски пазар? Факт е дека со нови технологии продуктивноста едноставно на поедини работници се зголемува неколкукратно. Не имаме малку работници. Да, тоа е добро, меѓутоа како по работник секој е многу попродуктивен доколку ги има тие вештини да може да ја користи технологијата како алатка и дека факт е дека ние како општество како целина ќе имаме голем бенефит од тоа. Како конзумент или како компанија што се ослонува на тој капитал, на сите тие нели алатки кои што ги има. И мислам дека тоа е голема можност за не само на индивидуално ниво за луѓето да ги стекнат тие вештини како да работат со вештачка интелигенција, да бидат многу попродуктивни од порано и колку си ти повеќе образован, толку попродуктивен стануваш на некој начин. Како на индивидуално, така и на ниво на поедини земји, кои што нивната компетитивност ќе може да биде многу по зголемена, scaled. Сега има тренд, например, дека за да ти бидеш голема мултинационална компанија, да имаш огромен обрт, не ти требаат толку работници токму поради тоа. Што ти треба според тебе? Што и треба на компанијата за да се издвои во ова време, па каде што сите имаат пристап до истите технологии? Да. Дали е креативноста, дали е нешто да најдеме што е наше посебно? Не знам дали да градиме можеби повеќе. Ние тука често зборуваме за градење на наши брендови, нешто што ние не го правиме. Во принцип гледаме да обезбедиме лон производство за некој странски бренд, нешто што па многу лесно е заменливо со вештачка интелигенција. Што мислиш дека би можеле да направиме за да се издвоиме? Гледаш ли некаков потенцијал или не гледаш потенцијал? Не, да, добро, тоа значи си го одредува пазарот. Мислам дека ние сме како една високо интегрирана економија во Европа, можеме да се вклучиме тука како да допринесеме за многу во многу индустрии. Сега немаме некои да речам ресурси како нафта или енергетски ресурси, така да мислам дека нашиот идеен економски развој како треба да се фокусира на вештини, затоа што имаме сепак некое наследство можеби од социјализмот на нели писменост, добар образовен систем, кој што со тек на време се деградира, меѓутоа мислам дека можеме да создадеме кадри, специјалисти на високо образовани кадри кои што може да допринесат во било која од овие индустрии за, не знам, инженерство, IT, па и други индустрии, креативните индустрии исто допрва може да се развиваат. Ние правиме некои интересни успеси дури на светско ниво, во филм, во
актарство и слично, зашто да не ги развиваме дури и нив и ред други индустрии, ама интересен ми беше овој одговор, затоа што ни дава, например, македонското образование не е добро во моментов, но цената да се подобри е многу помала отколку кај голема земја, па зошто да не? Чисто добро е дека образованието сега се повеќе ќе доаѓа на цена. Го спомна социјализмот и сега има едно интересно движење кој што меѓународните универзитети тоа како го дискутираат на најразлични платформи и слично. Тука е еднаш само спомнато на подкастов, се вика универзален доход. Па така, по светот доста се зборува за тоа дека кога вештачката интелигенција ќе завладее со работните позиции, иако јас не мислам дека баш тоа така ќе се случи, луѓето треба да имаат иста плата, сите или горе-доле да има еден универзален доход кој што ќе ти овозможи да живееш и функционираш, а ти ако сакаш да работиш. Како гледаш на ова движење, затоа што, како што кажав, многу личи на социјализам, иако сега моментално најмногу се дискутира во најразвиените демократски и капиталистички економии. Таа дискусија постои веќе уште, не знам, со години наназад и не би рекол дека е социјалистичка, мислам дека е антисоцијалистичка на некој начин, затоа што го деградира трудот. Во социјализмот трудот на човекот постои како врвна вредност. Додека целата идеја на универзален доход е дека ти ќе добиваш тој доход без да мора нешто да допринесеш. И мислам дека тоа ги руши мотивациите на луѓето за себе надоградба, за стекнување на вештини, за учество едноставно во нивната заедница и допринос за било кои, не знам, корисни социјални цели. Например, имаш и ќе има тоа демографски, светот се движи во таа насока да бројот на старо изнемоштено население ќе порасне за многу, така да нив им треба грижа, нив им треба луѓе кои што може да им помогнат, така да зошто на пример целиот тој, да речеме доколку вештачка интелигенција на вистина истисне голем број од работниците, тие ќе имаат можност, значи може да прават социјална корисна работа да им помогнат на тие стари лица или на било каква друга социјална корисна активност. И мислам дека тука улогата на владата за да може, наместо да им ги дава тие пари без ништо да направат, на некој начин да им ги дава со тоа што ќе им гарантира работа со одреден доход кој што ќе биде пропорционален или со вредноста на таа работа. И може би различно да вреднуваме што е вредно во едно општество, затоа што ова што го спомнавме, грижата за постари лица, грижата за деца во моментов, не знам како е во странство, во Македонија е една од најлошо вреднуваните професии, а е една од најважните. Има многу помалку важни работи кои што се многу подобро платани. Дали можеби тоа би можеле некако да го промениме, колку си поодговорен кон општеството, колку придонесуваш, толку подобро да бидеш платен. Сепак, нели да има таа разлика што мотивира. Да, апсолутно. И нема да бидат, значи, сите на некој тој универзален доход, него ќе има исто градација во однос на корисноста, ќе биде мотивирачки фактор ќе служи. Зашто сепак се работи за јавни средства, што ќе би се вложиле во таа насока, за да може исто така и да се намали нееднаквоста која што новите технологии се движат кон таа насока, да. И другото е како тие средства ќе се соберат, ама тоа нема да го дискутираме. Значи другата страна е од каде ќе доаѓаат тие средства за да би се платиле овие луѓе, зашто сепак кога не би требале работници во компаниите, ќе се централизира огромен дел од средствата и од доходот. Затоа и треба тој, да се оданочи капиталот, затоа што кога со развојот на технологиите, сите тие профити кои што идат како приход на капиталот, на собствениците, ќе растат, значи во голем број, и мислам дека доколку ние сакаме да избегнеме социјални немири и таа зголемена раслоеност, ќе битно е да се оданачат тие доходи. И сега, од страната на компаниите да погледнеме,
Многу, пред 3 години ние имавме тука гостин кој што вели за 4 години, тоа е малтене сега, и нема ни да ни требаат графички дизајнери, зашто сето тоа ќе може да го прават таи програми. Точно се користи вештачка интелигенција и програми поддржани од вештачка интелигенција за графички дизајн, но тоа не значеше многу поголемо отпуштање на луѓе, туку потребата и обемот на видеа, да кажеме, што излегоа, на фотографии и така натаму многу порасна, па еден графички дизајнер одеднаш може да продуцира многукратно повеќе. Исто како што кога монтажата се случила во филмот, одеднаш ние немавме отпуштање на оние кои што лепели и сечеле како монтажери, туку имавме многу повеќе продукција која што можевме да ја гледаме на филмови, на серии и слично. Како цениш ти, дали на вистина компаниите прво ќе посегнат кон масовно отпуштање или пак ќе речат зашто овие 100 луѓе не ги искористиме да продуцираат 100 пати повеќе вредност за нас? Па да, тоа е познат ефект во економијата и зависи многу од, што се вика, еластичноста на побарувачката. Да. Така да тоа ќе зависи сегде од пазар до пазар. Мислам дека со оглед на тоа што значи во голем број од овие пазари, бидејќи веќе не се тие во некоја почетна фаза, како што рече, не знам, прв пат кога се измислило монтажеството, кога било скапо, па да. Нели после се проширило, тие се веќе добро етаблирани пазари, така да во голем број, на жалост, ќе резултира со намалување на потребата за толкав број на не знам, графички дизајнери или било што. Сега, тоа не значи комплетно елиминирање на било која професија, затоа што мислам дека секоја професија ќе обстои, меѓутоа со самиот факт ако си ти 5 пати попродуктивен како последица на AI, тоа значи дека 5 пати помалку ќе бидат потребни работници за да го продуцираат истото тоа што било. Или ќе направиш 5 пати повеќе. 5 пати повеќе да направиш, ама треба пазарот да го абсорбира тоа. Така. Мислам дека на етаблирани пазари немаат капацитет да го абсорбираат сето тоа. Може да се зголеми за одреден период, меѓутоа нема да се зголеми во толкав обем за да може да компензира за сето тоа. А мислиш дека платите ќе растат на овие работници кои што ќе се приспособат и ќе останат во компаниите, зашто еден од иако тука ќе имаме наеднаш наплив на нови работници што може да ги вработите. Како би се движеле и платите според тебе? Нормално тоа не можеме 100% да го предвидиме, зашто од една страна имате човек кој што е многу продуктивен. Сега ние имаме една дебата во Македонија околу платите, да колку треба да биде минималната плата, и една од главните коментари е дека продуктивноста ни е ниска, што чисто нашето истражување во ЗМЕ покажа дека продуктивноста не ни е толку пониска колку што ни се платите пониски, но како и да е, тоа е еден од коментарите. Со технологија ќе порасне продуктивноста. Ќе растат платите или ќе се намалат заради понудата на повеќе работници? Да, па значи продуктивноста како целина, како економија ќе порасне. Меѓутоа кога збориме значи индивидуално како ќе бидат импактирани луѓето, тие што ќе бидат способни да работат со вештачка интелигенција, да на некој начин од тој критички аспект да ја користат како алатка, па не знам, на пример да тоа сега ја што го работам, значи градиме цел систем на автоматизација кој што се состои од најразлични LLM модели, агенти кои што комуницираат еден со друг и треба да се создаде систем на евалуација, дали тоа функционира, дали е како да го оптимизираме тој систем, така да се тоа на некој начин higher orders вештини. Повеќе да знаеш и да имаш искуство за да препознаеш дали ова нешто ќе ми биде корисно. Повторно се навеќам на тие вештини на критичко размислување, на искуство, кои што ќе бидат бидејќи ќе бидат се повеќе потешки да се достигнат, ќе бидат се поретки, а со самото тоа нивната вредност на пазарот на трудот ќе расте. Така да тој еден слој на луѓе што ги имаат тие вештини ќе им растат платите. Доколку има работници што ќе паднат во некоја средина, чии што до вчера, нели, ако можеле да изработуваат, не знам, Excel, тоа им било допринесот и тоа сега се автоматизира, они веќе немаат други вештини кои што сега се
се побарани на пазарот и тогаш сите тие ќе колабираат во една неиздиференцирана маса на работници со најбейсик skills, што се претежно не знам, физички да фатиш нешто да однесеш на друго место, каде што роботите се уште не дошло до тоа, мада тој мувет може да го правиме можеби за 20 години, кои што ќе изгледа сосема различно. Например, во новинарството, денеска за да напишеш новинарски текст, доволно е да дадеш информации во ChatGPT и он ќе ти го генерира, додека порано голем дел од самото новинарство се базирало на пишувањето на тој текст. Да кажеме дека се работи за писмена некоја форма. Се уште вака не на заменија тие на камера, ама кај да е. Има и тоа. Да, само... Има цела дигитална верзија од тебе и само збори. Не може да ме надзбори, тоа гарантирам. Да. Се зезам. Значи има одлични примери за користење на видео, дефинитивно. Ама еве, например, сега би бил новинарот критичар, значи го зема текстот и вели, овие факти не се точни или не се корисни за мојот читател, иако се тука наставани од страна на вештачката интелигенција, корисен би бил тој кој што ја разбира областа, кој што го разбира јавниот интерес, ја разбира публиката, барем додека тоа не почне да го прави совршена и системот. Чисто сакам да ставам во контекст каде треба да учиме. Ние тука во Македонија многу сакаме да продуцираме кадри, да кажеме, за бизнис секторот. Да кажеме, во моментов ни требаат нас заварувачи и ние ги продуцираме. Ни требаат, не знам, 10.000. И сега тие почнуваат да работат. И за 5 години вештачка интелигенција и машини ги заменуваат целосно. Дали треба на децата, дури и оние кои што се со средно образование, да им дадеме дополнително образование во делот на критичко размислување, во делот на што он би можел да направи плюс со таа машина, ако веќе ја има и така натаму, или некоја, да кажеме, и предприемничко размислување за утре, со тие вештини на заварување, онда може да си отвори мало предпријатие, да биде тоа што дискутиравме, мајстор кој што ќе завршува нешто по домовите, а ова па е континуирано во дефицит. Па зависи кој како во која насока сака да се развива. Ама ако те замени, ќе мораш во друга. Затоа мислам дека тие системи за доквалификација и преквалификација ќе бидат многу поважни, бидејќи како што технолошкиот како се вика? Напредок, веројатно. Landscape, пејсаж, како што технолошкиот пејсаж се менува, така и се менува во поголема брзина, ќе потребата некад за преквалификација ќе биде поголема. Можно е во иднина, например, на нашите деца, неколку пати да им се случи во текот на животот да сватат дека окей, тие вештини што ги научиле можеби нема да бидат корисни. Затоа мислам дека доколку ти се образуваш во таа насока да бидеш когнитивен работник кој што ќе ги развива критичките вештини, да може да работи во симбиоза со вештачката интелигенција, тоа е можеби порезистентно на овие технолошки, меѓутоа пак ќе речам, ќе биде се потешко и потешко да се достигне тоа ниво, затоа што напредокот на овие модели е неверојатно брз и тие работи што порано се мислеле не ги можат, сега веќе многу се напреднати. И мислам дека има од тоа што е моментално на технолошкиот фронт, најнапредните модели, општата, генералната јавност појма нема, затоа што не ги користи. Луѓето имаат претежно контакт со, не знам, апликација ChatGPT, додека тоа сега што се најнапредните модели и начините на кои функционираат, се многу помоќни. Апсолутно. Така е, баш ги спомнавме за тоа графичкиот дизајн и видеото, како еден од примерите, мислам, буквално Холивуд се плаши од оние актери создадени од вештачка интелигенција, што значи дека ChatGPT е, мислам, мало дете за тоа што може да се направи во сите области. Меѓутоа не дека не е корисен, а сега од друга страна, па ако сте завршиле маркетинг во 2000-та година, се појавил во 2009-та Facebook. Морате да учите дигитален маркетинг, инаку нема да можете да успеете на пазарот. Ако сте научиле Facebook, денеска мора да се запознаете со TikTok, така што во секоја област
тој тип на размислување е така. Интересно ми беше дека ти го знаеш Facebook од кога се појавил, те молам, раскажи ми како се случи тоа на кампус, затоа што нели тоа што го гледавме на филм, кажува дека е Facebook направен за да се запознаат девојки практично Марк Цукерберг и другар му, кој што потоа се скара, нема да го дискутираме тоа, го направија Facebook за да може да има дружење меѓу универзитетите. Како се случи? Ти тогаш студираше тој период? Да, само што не го фатив јас Марк Цукерберг кога беше на Харвард, мислам дека една година или две после него се запишав. Меѓутоа кога се запишав таму беше уште само достапен на Харвард и на уште неколку други Ivy League универзитети што се од тој сличен ранг. И не знам, можам да кажам дека интересно од тој тип е што културата на користење на Facebook беше сосема различна, каде што можеш да отидеш на нечи профил и на зидот да му напишеш еј каде си, те чекам, тука сум доле. Па они ти враќаат на твојот зид, го користиш некој начин како SMS текстинг. Да, и ние сме го правеле тоа на почетокот на средно. Стварно социјална мрежа беше тогаш, сега е многу повеќе маркетинг алатка. Да, си има деградирано секако во Добро си го користевте како интерна мрежа помеѓу универзитетите за да се најдете, договорите и слично? Па за тие луѓе што ти се пријатели, нели, што ги познаваш, некад ќе искомуницираш со нив и на јавен зид, иако е нешто сосема приватно, што така беше. Па со тројца пријатели. Да, некако поинтерна беше мрежата, подоцна се прошири, нели, надвори од тие универзитети за нормални корисници и после и меѓународно, нели. Сега срам ти од тие статуси. Да, некад излегуваат во memories. И викаш, добро што сум. Сите го имаме тој флешбек. Само има и на ум дека ние го добивме во средно, што е уште потешко, позезнато, пошто поголеми глупости пишува. Да не е нешто нелегално, зашто на интернет се е вечно, па друго. Нема врска. Следната играние, како странец, ќе ти поставам неколку прашања, гледај да ги одговориш најбрзо што можеш. Добро, ќе пробам. 3 моменти кога си сакал да се вратиш дома. Првата година откако отидов таму, за некои семејни прослави, може би собиранки од друштва како годишни од матура. 2 мита за животот во странство. Па за животот во САД можам да кажам, мислам дека мислат македонците дека се многу фейк пријателски американците и дека се многу глупи. Што не се, мислам дека вистина ниту еден од нив. Секако. 2 навики што ги стекна во странство. Здрава исхрана и да си се исперам. Дека во Америка има само junk food. 3 работи по кои луѓето веднаш препознаваат дека си од Балкан. По акцентот, по директноста и може би некоја така како да речам несензитивност, емоционална стоичност. 3 работи што ти недостигаат од дома. Фамилија, пријатели и цени. А 3 работи што не ти недостигаат. Може некоја системска корупција, малограѓански менталитет и таа некоја општа безнадежност што има кај младите. Да, и мене тоа не би ми недостигало. И 2 работи што никогаш не можеш да им ги објасниш на странците. Никако не можеш. Па, првата е како тоа толку викаме кога збориме, а не се караме и не се лутиме. И втората е, можеби, идентитетските спорови со соседите и тие силни страсти што стојат зад нив. Генерално, кажи ми како ја гледаш земјата, како се менува во овие изминати години и дали идеме во добра насока, во лоша насока или цик-цак малку? На светот е отиде. Да. Па не, мислам дека има различни насоки. Мислам дека има некои општо економски подобрувања, меѓутоа мислам дека има и многу влошувања. Мислам дека системот на образование не е влошен. Мислам дека безнадежноста кај младите, што ја спомнав, заминувањето на младите е интензивирано. Сега има и демографски предизвици со кои се соочуваме.
партиската заробеност на државата е иста, мислам дека не е тоа подобрено. Да. Така да, меѓутоа и покрај тие предизвици, сепак има нели одреден развој, економски раст, така да се движиме, меѓутоа не доволно со таа брзина која што ни е потребна за да можеме да напредуваме и да го достигнеме тој некој европски стандард кон кој што се стремиме. Еве ако треба да им кажеме некоја мотивација за да не се безнадежни на младите во време кога технолошки светот се менува и ни се отвара постојано се повеќе и повеќе, што би им кажал? Дека е светот и информациите сега се многу подостапни од кога било во историјата и тоа треба да го сватат како огромна можност за да постигнат се што сакаат, да веруваат во себе и да бидат малце порезистентни на сите тие дистракции што ги имаме од социјални медиуми, глупости, туку да се имаат малце повеќе дисциплина во однос на нивниот развој кој што професионален, личен во било каков поглед. Ти кажал ли некој некогаш тебе дека не можеш? Не можеш, ти немаш шанси ова да го направиш или и како си му одговорил во тој момент? Татко ми. Кога аплицирав на Харвард и сега рече ако те прима тебе, јас мече во планина ќе фатам и уште го чекам мечето. Да, бога ми, те примија и заврши се во ред. Друг пат имало во Америка, например, нешто што ти кажуваат, ти не можеш ова да го работиш зашто си од Балкан, затоа што не си дел од нас. Не. Таму се може. Там во Америка е, мислам дека едно општество кое што е многу отворено за имигранти. Таму не се прашува, значи, од каде доаѓаш, не се ни гледа, например, акцент, секоја сте прифаќаат, се додека нели, учествуваш во системот, се придржуваш за законите и имаш што да допринесеш и како да допринесеш. Тоа е интересно исто и кај нас. Не се зезам. Сега, во некој момент си размислил ли што ќе се случеше со тебе ако не отидеше во Америка? Ако станеше тука, продолжеше да студираш на ПМФ, мислиш дека ќе се јавеше безнадежност кај тебе или сепак не, ќе карактер е тоа? Неблагодарно е да продуцирам. Мислам дека да прогнозирам кога не сум нели во таа ситуација, мислам дека јас од секогаш имав желба да отидам во странство, така доколку не отидев во Америка, ќе отидев во Европа. Сега доколку останев тука, мојот карактер е, знаеш, да се изборам најдобро што можам во дадените околности. Така да мислам дека ќе бев активен, политички вклучително. Што те спречува? Искрено секогаш се чудам што ги спречува луѓето кои што се многу образувани, еве и кај нас во Македонија. Имало квалитетни луѓе што и биле во систем, сме ги гледали и така натаму, меѓутоа сега како се помалку да е некој кој што е супер образован и слично, тие ни требаат во држава. Мислам, не ти лично, сега имаш добра работа, ама тие луѓе ни требаат за да нели се трнат работите и малку што гледаат поотворено, посебно во време на некаква ние што ја викаме четврта индустријска револуција, некој со памет да го фати чекорот за да излеземе на крај на подобро од што сме влегле во оваа ситуација. Пак ќе речам, треба да се промени системот, да им се даде шанса на тие млади луѓе за да бидат мотивирани да допринесат, да отворат бизнес, да се надоградат во смисла на образование. И сите тоа е, има некој синергиски ефект. Доколку се променат тие работи, ќе имаат влијање една на друга. На кампуси многу се почнуваат бизниси во Америка. Например, додека ти студираше, гледаше такви случувања, ве го кажавме Facebook. Facebook е почнал на кампусот на Харвард конкретно. Ама каква поддршка даваат тие универзитети за да се почне бизнис? Не даваат поддршка за почнување бизнис, тие се фокусирани на својата образовна мисија. Добро. Сега поедино може да се случи одредени луѓе што имаат супер идеја да го спроведат тоа како некој сайт проект
И во тие случаи кога тој доста има голем потенцијал за профит, дури се откажуваат нели од дипломата пошто не им е веќе битна и почнуваат да го бркаат тој бизнис. Ама си ги знаеш најдобрите студенти и си ги земаш со себе. Да, тоа е изузетна можност за нели нетворкинг, да се поврзеш со луѓе кои што може да ти помогнат во тие напори. И сега мислам дека со нели со вештачка интелигенција тие студенти што се на докторански студии по вештачка интелигенција, нели овие LLM модели се изузетно барани и кружат компанииве по кампуси за да ги врбуваат уште пред да ги завршат нивните студии. И самите потешко дека ќе почнат баш бизнис кога веќе се толку потребни барани од самите компании, ама тоа и не е невозможно. Има генерално во Америка самото општество е такво да те мотивира да некако идеализира почнување бизнис, нешто што кај нас се уште не е на тоа ниво, колку и ние да се трудиме и како заедница да го поттикнеме тој момент. И битно е сега што технолошки гледано започнувањето на бизнис е полесно од било кога. И поевтино и тоа е огромна, нели, технолошки е поизводливо, меѓутоа можеби тој менталитет, тој претприемачки дух што кај нас не е развиен, можеби тоа не е некој историско наследство. Да, се менува. Да, меѓутоа мислам дека е многу битно да се развива затоа што е многу полесно и поизводливо. И сега од друга страна па модата им се вика никогаш на младите што ќе ти е образование, почни си бизнис, ќе направиш пари, што не е секогаш пример. И сега ако ги гледаме најголемите бизниси, точно дека си отишол, не знам, дел од тие предприемачи си отишле од факултет, меѓутоа си отишле од Харвард, сепак првите 2-3 години учеле на најдобриот универзитет и основата ја имаат од таму. Дали ти мислиш дека е непотребно довршување на образованието ако вие сакате да отворите свој бизнис, посебно во време кога се врти, се менува и ни треба малку критичко размислување, теоретско дури, што го дава едноставно факултетот. И за да почнеш бизнис, нели, треба на некој начин тој бизнис да има некоја поента, да има некоја идеја, така да без да имаш опит, да имаш интелигенција да го разбереш пазарот, да ја концепираш нели, можност за инвестиција, за профит, многу е тешко. Исто така да мора во голем број случаите треба да тој бизнис се базира на некои специализирани вештини кои што можеби ги имаш ти како бизнис оунер. Така да мислам дека кој да не можам да кажам као сите ајде почнувајте бизниси, заборавајте на образованието, не е тоа така. Меѓутоа доколку некој добие идеја која што ќе се испостави како многу профитабилна уште рано, тогаш тоа и не е лоша инвестиција на времето, како во случајот на Марк Зукерберг и други college dropouts што се откажале од факултетот како им тргнал бизнисот. Меѓутоа тоа се многу мали случаи, не би можел да генерализирам дека тоа е совет за сите. Јас не би ги советувал сите, особено со оглед на кај нас колку добиваш ти во 4 години во однос од некаде во 1 година што можеш како знаење да добиеш. Фала ти многу, мислам разговоров опфативме од вештачка интелигенција до тоа што те извезовме тебе и многу други надвор од државата до образованието. Се надевам дека некој ќе нас слушне, па можеби и носители на одлуки, дека квалитетни луѓе сепак ќе бидат и понатаму вклучени и консултирани, посебно кога вака ни се менуваат стварите, вештачката интелигенција и тоа како стапува на сцена силно со јака нога или чизма, како да кажам, значи мислам дека е битно да се слушаат луѓе од областа како што си ти. Фала ти многу и тебе за разговорот. Те гледаме пак кога ќе дојдеш.